Кога луѓето ме прашуваат зошто со велосипед одам на работа, им кажувам дека тоа ми помага да си ја разбистра мислата. Затоа што кога ќе стигнам на клиника, целата моја енергија им ја давам на другите. Тоа за мене значи вистинска грижа. Ние сме мала земја со големо срце. Нашите предизвици не се само во третирање на пациентите, туку и во предводење на систем кој ќе ги поддржи од секој агон. Вистинска грижа за нас е цел и тимска работа. Медицината еволуира секојдневно. Имаме многу новини, нови откритија, нови револуционерни лекови, протоколите се менуваат. Она што останува исто и постојано, тоа е емпатијата и човечност помеѓу нас. Ние не ја лекуваме болеста, туку лекуваме луѓе со достоинство, со почит и со надеж. Секогаш треба да имаме на ум дека зади секоја наша одлука е нечива мајка, нечив татко или нечиво дете. Овде учењето не представува само читање на бројки и книги. Учење е кога ја гледам доктор Дитка како зборува и како слуша. И тоа е вистинска грижа. Никогаш не се престанува со учење, дури ни после 40 години. Тоа се пренесува, токму поради тоа медицината е наследство. Ова ни припаѓа на сите нас. Тука сме секогаш еден за друг. Исто како што сме тука за нашите пациенти. Смените ни завршуваат, ама негата, таа никогаш не запира. Јас често пати велам дека сестринството е повик кој што доаѓа од срцето, од душата. Не е тоа само следење на политики и процедури. Ние не работиме со машини, работиме за луѓето и со луѓето. Прашите било кој од нас. Не го правиме ова за награда. Ова го правиме за да видиме насмевка кога болката исчезнува. За сите оние приказни кои што пациентите ги споделуваат со нас за време на третманите. Емпатијата не се учи во книгите. Едноставно, треба да знаеш да ги разбереш пациентите. Ние со нашите пациенти развиваме вистински длабоки емоции, како во едно семејство. Соучествуваме со нив кога се тажни и слаби, се радуваме кога блискаат од среќа. Им се насмевнуваме на пациентите и они ни возвраќаат исто така. Тоа ме прави да се чувствувам многу убаво. Заедно направивме нешто што е поголемо од сите нас. Доволно ние да се погледнеме и веќе знаеме што треба да направиме. И тоа е вистинска грижа. Грижата е во деталите. Вистинската грижа е во слушањето, на тишината меѓу измерените притисоци. Вистинска грижа за мене е она што го правиме, а никој не го гледа во позадина. Не затоа што така треба, туку затоа што не знаеме поинаку и не знаеме на друг начин. Земете Ареналната академија за пример, каде што имавме клучна улога за да заживее. Вистинска грижа е да се обединат над 50 експерти од Македонија, Шведска и други интернационални експерти да разменат искуства и најдобри практики, се со цел да се унапреди бубрежната нега во нашата земја. И тоа го правиме 2 години поред и третата е веќе во план. Вистинска грижа е и подигнувањето на свесноста за хроничната бубрежна болест. Направивме скрининг на над 2000 луѓе на секоја педа од нашата држава. Кај 35% од нив ние откривме хронична бубрежна болест. За жал, некои од нив не беа свесни дека ја имаат и беа во доцна фаза. Дел од нив, поточно 9, примаат животноспасувачка нега во некои од центрите на Диаверу низ државата. Вистинската грижа на Диаверу Македонија не е отсликана само преку големите проекти кои ги правиме. Секој од нас е само едно делче од големата служувалка. Меѓутоа, заедно ја даваме целата слика, целата служувалка за тоа што представува вистинската грижа во Диаверу Македонија. Затоа целиот тим беше номиниран и затоа целиот тим на Диаверу Македонија, како држава, ја доби оваа награда.